По неколкогодишна стагнација повторно заживува органското производство во Струмичко. Органските производители велат дека бум направила и можноста за дистрибуција на овие артикли директно до вратата на конзументите. Па има некое позитивно поместување, меѓутоа тоа се должи на тие поголеми производители кои ги увидува значајностите од органското производство и има поголеми плантажи со органско производство. Некои од помалите производители се откажа или моментално се во стагнација, бидејќи слабо наоѓаат пласман за своите производи. Меѓутоа, еве сега како нешто што оваа година беше бум во Струмица, па да не кажем и посироко во Македонија, со доставата на овие органски производи од врата до врата, луѓето, потрошувачите масовно се пријавија за користење на овие производи, па верувам дека и овие органски производители кои се во стагнација, а и сите оние други кои имаат помали површини, ќе се заинтересираат повторно да произведуваат, односно да создадат нови органски производи, бидејќи пласманот за овие производи е загарантиран. И Сдруженијето Избор ја разработи таа идеја и бидејќи има можност за сето тоа да го реализира, веќе на некој начин ги помага да органските производители го донесат нивниот производ кај нив и тие, бидејќи тоа е сезонски, знаеме сите дека во помала количина да можат таквите производи да стигнат и до потрошувачите. Хаџи Котарев вели дека трошоците за сертифицирање на производството во органско и до 50% може да се покријат со субвенциите. Па, во делот на лиценцата од прилика доаѓа околу 50% трошкови од кои што државата ги дава за органски производител. Значи, тоа што го следува на секој органски производител како дополнителна субвенција за органското, се плаќа дел за сертификатот и плюс останува за нешто од тежината на органското производство. Во Југоистокот има 19 регистрирани органски производители. Најголемиот дел од нив се градинари, овуштари и пчелари.